одличен ритм сме на 7 минути после 12 часот. Го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе. Веќе знаете што следува, имаме гости во студиото затоа што денеска до 20 август на отвореното игралиште Горан Поповски Бабец ќе се одржи 50-тото јубилејно издание на традиционалниот ракометен турнир Струга 2022. Ќе играат 5 македонски екипи и 3 од странство. Нашата земја годинава ја представуваат екипите на Вардар, Еврофарм Пелистер, домаќинот РК Струга, потоа Бутел Скопје и Алкалоид. Своје учество потврдија и веќе се тука ракометарите на АЕК Атина од Грција, словенечки Целје и првакот на Словачка, тоа е Татран Прешов. Деталите околу организацијскиот, но и спортскиот дел ќе ги дознаеме од председателот на РК Струга, господин Кира Јовановски, и десното крило на РК Струга, еден наш прекрасен голем ракометен талент Бобан Блажевски. Ви благодарам и на двајцата што одвоивте време да бидете дел од оваа емисија со оглед на тоа дека е тесно, во големи подготовки сте и ни значи тоа што одвоивте време за оваа емисија. Кажете ми најпрво како тече организацијскиот дел. Господине Јовановски, имате навистина многу голема одговорност затоа што 50 години јубилеј не е мала работа и оваа година некако сите очекуваат да биде најдобро. Добар ден, ви благодарам прво за поканата, да ги поздравам сите ваши слушатели. Не само што е 50 години, неко секој турнир представува организирање на турнирот еден голем предизвик. Благодарност до сите спортски љубители на ракометот и работници во градов. Успеваме секоја година да го организираме навремено и да добиваме позитивни критики после одржаниот турнир. Ова година, како што кажавте, наша луѓе од 50 години, че малу во поинаков формат од другите. Значи, повикавме 8 екипи во 2 групи. Еден ден повеќе него другите денови. И тоа плюс представува еден предизвик за организација. Така, минатата година се беше ограничено и поради пандемијата. Оваа година се одржува, односно се случува таа нитка меѓународна која што ја има турнирот, затоа што минатата година имавте можност само да имате македонски екипи. Ги споменав кои се странските. Кажете ми како течат обично преговорите со вакви екипи, затоа што верувам дека колку и да сте во тој круг не е многу лесно да ги договорите да дојдат. Сега што планиравте, што успеавте? Преговорите почват одма по самото завршување на овој годинашен турнир и бараме контакти. Тоа се спортски работници, пријатели наши. Тој се користиме контакти од македонските тренери кои играат таму. Така се воспоставуваат контактите директно. И, например, да речеме, со Барселона или Келце лани, почетните преговори беа позитивни, сака да дојдат, ги влечи магијата овде вака во Струга. Публиката која со таков голем интерес го прати ракометот во Македонија, отвореното игралиште, но тие прават годишен план. Ова втора недела, која е редовна во месец август, кога ние го организираме турнирот, не се поклопи со нивните годишни планови. Така да сме во преговори и се надеваме че успеаме секоја година различни интернационални екипи да донесеме. Така, традицијата ќе продолжува кога сте успеале 50 години, ќе ги има уште многу. Ради короната, иначе и лани че беше исто меѓународен. Така, лани поентата беше само да не се изгуби традицијата и во тоа успеавте и на без престанок на континуитетот 49 години е одржано. Така, вие сте председател на РК Струга, кажете ми колку сте задоволни од состојбата на клубот моментално и кои се вашите очекувања за нивниот настап сега на овој турнир? Вака сега да ви кажам, очекувањата на РК Струга се сигурен континуитет на играње во Суперлига. Тие се наши првенствени цели. Секоја можност за плейоф или она се надевам дека ние ќе ја искористиме и ќе име понатаму. Екипата се состои од оваа година го вклучиме одинскиот погон на РК Струга.
знаете, познато е рака струга со вадење на квалитетни млади играчи. Така. Имаме искуство, го имаме капитенот, тој малку појче ќе ви кажи околу екипава, хемијата која се ствара и тренинзите и све то. Во принцип тие се наши очекувања. Имаме некои засилувања и со наши сили да одиме напред. Така, ајде сега да го слушнеме тој дел практичен кога треба да се излезе на терен. Верувам дека слушателите нема да ми замерат што нема да се парсираме, затоа што со Бобан се знаеме уште од школските денови, така да кажи ми, Бобан, колку е рака струга како домаќин подготвена да се представи во добро светло, затоа што кога сте домаќини на надпревари, односно на настан од ваков калибар, верувам и одговорност може би и тремата е поголема затоа што сте пред домашна публика која што секогаш си има очекувања. Добар ден и од мене. Поздрав до вас, до студиото, до сите гледачи на слушатели на Плей Радио. Па, реално да правиме муавет, ова година имаме доста помладена екипа, работиме доста напорно и има доста сериозни екипи на овај турнир. Ќе гледаме максимално да дадеме све од себе, да се воиграме пред се и да го покажете најдоброто што го можете во секој случај. Сега верувам дека и за тебе и за твоите соиграчи е голем предизвик да играте со екипи како што е АЕК, како што е Татран Прешов. Кои ти се тука очекувањата, затоа што и искуство е, не се познавате од претходно, не се познавате, кои ви се очекувањата, какви противници ќе ви бидат? Пака за прв противник денеска играме со Eurofarm Пелистер. Сите знаеме кој е Eurofarm. Доста сериозна екипа која оттакува на најголем пласман на овој турнир и според мене е еден од најголемите фаворити за овој турнир. Исто така Татран Прешов е доста сериозна екипа, шампион веќе уназад, не знам, доста години е сериозна екипа. Исто така и АЕК е доста сериозна екипа, силна. Сите се екстра екипи, па ќе видиме. Ќе пробаме да дадеме све од себе против нив и да се покажеме во најво светло. Така, што се однесува до надпреварот со Eurofarm Пелистер, пред да дојдете во студио, ја прочитав изјавата на нивниот капитен. Многу го фали овој турнир, вели дека ќе биде супер подготовка за она што им следува, но очигледно е дека да, атакуваат навистина на голем успех, но во секој случај ќе биде убав квалитетен старт, затоа што за публиката практично е и најважно да гледа квалитетен ракомет. Сега ракометниот клуб Вардар е бранител на титулата. На кого типуваш оваа година? Верувам дека ќе ти биде точна прогнозата, затоа што си и ракометарно и одличен познавач. Да, како мислам Милани беа исто финали играе Вардар и Eurofarm. И ова година очекувам дека тие се најсериозни противници, а за победник нека победит подобри. Нема да кажам. Ова беше многу дипломатски. Ќе помогнете ли вие да типувате за кој мислите дека ќе биде бранител на титул, ќе биде победник? И за мене е неблагодарно ја да типувам, пошто сум организатор и сакам да се представим и како домаќини во најдобро светло за сите екипи. И неблагодарно ја се речам овие или овие ми се за фаворити. спортисти, двајцата сте големи дипломати, очекував некој да проба и да видиме дали ќе погодите, но добро, како Прво сме домаќини на сите екипи. Така, јас ви посакувам и на двајцата да имате прекрасно искуство пред се, заради тоа што настрана и надпреварувачкиот дел, ова е едно супер спортско дружење, публиката ќе биде тука, ќе има спектакуларно, убаво отварање, па ја повикуваме публиката да ги проследи сите надпревари. Ние секојдневно, односно секој ден до 20 ќе информираме за тоа што се случува и кој е распоредот на надпреварите. Ви благодарам за ова гостување, продолжуваме, ова е Плей Кафе на Плев.